Кога јануарскиот здив на студот ќе го допре Охрид, а тишината ќе се спушти врз езерската шир, тогаш градот влегува во време што не му припаѓа на секојдневието. Во овој миг Охрид не е само град, тој е светлина што се одразува во длабочината. Денот кога Бог се јавува на светот. Денот кога Христос влегува во водите на Јордан, а небесата се отвораат. Денот кога Светиот Дух слегува како гулаб, а гласот на Отецот ја разнесува тишината. Овој е мојот возлюбен син. Со векови Охрид го чува овој ден како неискапоцено предание. Под црквите и манастирите, меѓу камените улици и тивкиот здив на историјата, водици се живеат. Тука верата не е запишана само во книги. Таа е во чекорот на луѓето, во нивниот поглед, во тивката молитва што се изговара без зборови. Од тој миг водата повеќе не е само вода. Таа станува носител на светлина, знак на обновување и премин од старото кон новото. Утрото започнува со молитва. Минатото, сегашноста и вечноста се допираат во еден миг. Водици се шепот, тие се мир. Осветената вода се носи во домовите како спомен на божествениот допир. Тивка заштита за деновите што доаѓаат. Водици во Охрид не е само празник. Тоа е средба. Тоа е светлина. Тоа е тивка вечна вера. Нека е за многу години.
Водици се повик да се очистиме, да започнеме одново. И додека осветената вода се разлева, додека молитвата се издигнува, светот за миг застанува. Средба меѓу небото и земјата. Иако денес само еден ќе го пази крстот во овие чисти етерски води, сепак Божиот благослов што извира од него е наменет за сите. Нека тој ни биде постојан потсетник дека патот на покајанието и на смиреното и трпеливо носење на живоносниот крст е единствениот пат што води кон воскресение, темелот на нашата спасоносно вера. Бог се јави. Вистина се јави.